Проекта аплицирала општина Старо Нагоричане на првиот владин повик за финансирање на капитални инфраструктурни инвестиции, информираат надлежните. Во првиот случај станува збор за 2 патни правца, а на вториот повик општината аплицираше со 3 проекти за кои се уште чекаме одговор од надлежните, информира Бобан Цветановски, заменик градоначалник на општина Старо Нагоричане. Од претходниот владин проект, ова маѓарскиот кредит, тоа е за 2024 аплициравме со 2 проекта. Ние како рурална средина, поради немалниот број на жители, добивме средства околу 9 милиона и нешто. Аплициравме со 2 проекта, тоа е патен правец Пилерац и патен правец за манастир Заба. Едниот е реализиран, скоро дојден до фаза до асфалтирање, а вториот потпишуваме договор за почеток на градот. Во двата тие ние као општина доплаќаме од прилика околу 3 милиона денари од собствен буџет. За 25 година имаме аплицирано 3 проекти. Сега има малку поголема сума на средства, околу 470.000 евра. Аплицирани 3 проекти, се уште немаме одговор дали ќе биде прифатени. Чекаме во текот на ова или наредната недела да добиеме средства. Инаку имаме повеќе направено повеќе проекти со кои би могли да аплицираме. Исто така имаме добиено 3 проекти преку Светска банка во висина негде околу 400.000 евра. Исто имаме аплицирано. Сите 3 патни правци ни се одобрени. Таму е процедура на избор на фирми, а ние као општина имаме обврска да и најдеме собствениците каде ги парцелите ги зафаќаат патните правци, да правиме договор со нима, за да можеме утре да бидат луѓето обештетени. Преку Светска банка тоа е патниот правец Мала Аџинци, тоа Младо Нагоричане. Исто така имаме патен правец ветеринарна станица школа Младо Нагоричане. Тој ни е многу битен пат заради пресекување на магистралниот пат Крива Паланка Куманово, каде ние со превоз на учениците пресекуваме секојдневно по 2 полни линии. Самите деца се изложени на голем ризик. Тоа ни е прв приоритет за оваа година, мислам со оваа Светска банка, да го реализираме тој патен правец. Тогаш и местното население, и превозниците, децата, сите ќе бидат максимално заштитени, пошто ќе можат да се уклучуваат на стар паланачки пат, а после на новиот пат што е станува за Крива Паланка. И третиот, тоа е втора фаза за Страновац од 650 метри. Инаку ланската година беше реализирано до 1600 метри, сега още 650 метри. Тоа се тие проекти, инаку преку општина имаме распишано јавен тендер, набавка на тампон, околу 1700 тони. Тоа ќе биде сега реализирано преку летниот период за поправка на ударни дупки во нашата општина. Знаете дека општината е рурална, мал број на население, голема тешкоти. Имаме една машина која не може на сите страни. Таа машина е од јавното комунално предпријатие. Прво гледат потреби за жителите, да има, ако има потреба за поправка на водоводни системи и тоа. Сега планираме исто така овој водовод што е во Младо Нагоричане, централниот водовод, да можеме скоро целата општина да биде покриена. Исто молни населени места што бидат офатени најповеќе Младо Нагоричане. Тој бензинот е направен 2009 година, дори сега во фаза на испитување на издржливост на капацитети тоа. Па оваа година средствата им таму се намалени. Преку таа програма добивме за јавното комунално, мислам тие средства беа наменети за општината, негде околу 900.000 денари. Ние на регион се договоривме по малите општини, ние Липково, да аплицираме возило за јавното комунално предпријатие. Имаме одобрено возило. Сега е таму постапка за апликација за возила. Мислам некаде, ако ми е кажал, нека на средината на август месец возилото ќе биде доставено. Тоа се работи за оние мали джипчиња што се како Кумано што има за чистота, тие бели.